Владата не исклучува можност за преквалификација на делото за обвинетите од собраниските настани од 27 април, за да може да се примени закон за амнестија. Министерката за правда Рената Десковска сепак ја отвори и оваа опција. Кога ги отворите законите за амнестија во изминатиот период, ќе видите дека имате закони во кои што ви е наведено дека се дава амнестија за дела поврзани со одреден настан, освен за тоа. Значи може да биде пат на исклучување. И секако во рамките на судството и обвинителството е дали ќе доаѓа до преквалификација или не. Значи може да се исклучат определени дела кои што не би биле опфатени со амнестијата. Владата даде негативно мислење за законот за амнестија поднесен од опозицијата. Бил преопширен. Сепак се чека предлогот од собраниското тело за помирување. Значи законот кој што е во собраниска процедура на предлог на пратениците на ВМРО-ДПМН е закон кој што е пресеопфатен и дава секаква амнестија. Сметаме дека тоа не е вистинскиот пат на решавање на ова прашање. Но предлог законот за амнестија на лицата осомничени, обвинети и осудени за собраниските настани од 27 април 2017, што беше доставен од опозицијата во собранието, сепак во понеделник ќе се најде на дневен ред на собраниска седница. Од ВМРО-ДПМН веќе се изјаснија, нема да поддржат селективна правда за обвинетите од собраниските настани. Неизвестно е дали новиот закон кој се подготвува во собраниското тело за помирување ќе ги опфати сите 33 обвинети или можеби само пратениците кои обезбедија двотретинско мнозинство за гласање на уставните измени. Ова решение треба да биде готово до средината на наредниот месец.